Нано Ружин е мој гостин денеска. Добар ден. Во Аргумент Нано Ружин е поранешен амбасадор на Македонија во НАТО. Говориме за доаѓањето на Марта Кос, комисарката за проширување, утре таа доаѓа во Скопје, но најпрво темата број 1 во светот, светот е на нозе, Марин Ле Пен може да се кандидира за председателка на Франција, но има ограничувања за кои ќе говори Нано Ружин. Дали таа, заради тоа што даде неколку услови, меѓу кои таа рече изричито дека не доаѓа во предвид да оди на кампања со електронска алка и дека нема намера кампањата да зависи од милоста на судовите, на судиите, дали ќе и дозволуваат да оди, да ја одржува таа кампања. Нано Ружин, благодарам што сте гостин во Аргумент. Вие не сте во моментов во Скопје, во Македонија. Видете, прво, точно е дека овој настан привлече огромен број на новинари. Се смета дека околу 600 акредитирани новинари, што е премногу за самиот настан. И, како што кажавте, може би јавното мислење и во Франција, и во Европа, па и пошироко, беше многу заинтересирано од епилогот на тоа што ќе реши судот околу незината, би рекол, политичка иднина, бидејќи, како што знаеме, 25-та година таа беше осудена и тоа беше осудена на 5 години да нема право да врши јавна функција, да одлежи 1 година строг затвор и 4 години со бразлетна или алка, како што велите, и да плати околу 100.000 евра казна. Се работи за дело кое што се однесува кога како пратеници во Европската Унија, како пратеник во парламентот, пренасочени се средства за вработување на млади, но исто така тоа го има направено и претходниот премиер на Франција, Байру, на пренасочување на средства, значи нема некоја приватен интерес, како и да е, тој не одговараше за ова. Секако дека во Франција се поведе дебата, зарем ќе дозволиме судиите, а не народот да решава кој ќе не биде председател. И токму во овој контекст се разви и дебатата, но и донесена е одлуката на апелационот суд на Париз, во кој што Марин Ле Пен е осудена на да носи, значи како што истакнате, 15 месеци бразлетна, односно алка, и исто така да не биде 15 месеци, да нема право да се појави на јавна функција. С оглед дека таа самата истакна претходно дека не паѓа на памет да ја води кампањата со алка, бидејќи треба да оди по разни пазари, по разни настани и така натаму, што е за нејзе фрустрирачки. Како алтернатива беше и се уште е нејзиниот заменик Јордан Бардела, кој што практично слично тука котираат на анкетите на јавните мислења. Едни анкети велат дека се 33 до 34% во однос, мислам, како највисок достигнат во овој момент меѓу сите кандидати. Останатите кандидати се меѓу 7 и 15%. Секако дека ова, би рекол, шпанска серија не е завршена, бидејќи обвинителот има право да направи, да испрати еден вид жалба до касациониот суд, кој што може и да потврди, меѓутоа може и да ја смали казната или пак да ја зголеми. Конечно, и самиот Уставен совет на Франција, кој што е составен од 9 членови, меѓу кои 2 поранешни председатели, тоа се двајцата Оланд и
Саркози, кој Саркози не купи, знаете, беше во затвор. И уште 7 членови кои што се номинирани меѓу 2019, односно 2022 до 2025 година од страна на Макрон. Знаеме дека Марин Ле Пен ја води најголемата опозициона партија. Таа е би рекол, голем фаворит, но доколку се случи да отстапи, да прави кампања со Алка, тоа значи дека ќе биде заменета со Јордан Бардела. Таа најави вечерва во 20 часот ќе донесе конечна одлука. Моје лично мислење дека сепак ќе направи нешто, ќе направи кампања и дека под притисок на членството на гласачите, таа би можела да исто така во еден систем каде што е специфичен, како што е францускиот систем, да се наметне како председателски кандидат и председател на Франција. Секако ќе подсетуваат, можеби дека не е коректно, бидејќи самата истакна во прашање е судбината и иднината на Франција, а не само мојот личен интерес, а иднината на Франција во овој миг е навистина под голем знак на прашање од аспекти на социјални, финансиски и економски услови, бидејќи јавниот долг на Франција до сега изнесува 3560 милиарди евра, што е 117% од внатрешниот бруто производ на Франција, што предизвика смалување на куповната моќ на французите, инфлација, незадоволства и така натаму и така натаму. Франција е значи во специфична ситуација и затоа е разбирливо што наместо центристичката и политиката на партијата на Ренесанса на председателот Макрон, французите се свртија кон она што се нарекува екстремна десница, иако самата Ле Пен направи многу реформи да не биде перцепирана како екстремна десница, но сепак останува прашањето на одредени резерви кон проширувањето на Европската Унија и воопшто кон функционирањето на Европската Унија на овој начин како што тоа сега се случува. Околу тоа ќе говориме, околу Европската Унија, околу проширувањето, но за Марин Ле Пен велите дека нема да биде принципиелна. Конечно, народот ме бара, граѓаните ме бараат да бидам кандидатка за председателка. Исто тоа ќе го прекрши зборот, ќе го поништи зборот кој го дала околу одбивање да оди со Алката на кампања. Не е ли не повеќе причината тоа што се плаши од Бардела? Знаете што, прво, ова го кажав како хипотеза, може и на вистина ќе каже, се исклучувам, но опште заклучокот дека пресудата на Парискиот суд овој пат се смета за флексибилна од повеќе причини. Прво што и правилата и законот не е доречен до крај во однос на тоа како председателски кандидат и на кој начин би бил невозможен, овозможен и така натаму. Второ, знаете што во Франција важи едно правило, само будалата не може да го промени мислењето. Така што не знаеме, вечер ќе се знае во 20 часот на француската државна телевизија ќе се обрати. Но од друга страна, постои теоријски ривалитет меѓу Бардела и Марин Ле Пен, иако досега постојано младиот Бардела, тој има 30 години, знаете, и за Франција тоа е непоемливо еден млад човек, толку млад човек да биде председател. Нема искуство никакво и на сондажите Марин Ле Пен ја посакуваат и веруваат 42%. Кога би бирале меѓу Марин Ле Пен и Бардела,
повеќе за 1% значи повеќе Марин Ле Пен, бидејќи е жена со големо искуство, со зрелост, ја подигна партијата, ја трансформира од порано ја нарекува дури и фашистичка партија, ја трансформира некаде на ниво на Мелони, значи некаде партија која што е доста функционална, која што ги прифаќа основните демократски права, но исто така е сепак во една непријатна ситуација. Бардела ја респектира до крајни граници, но понатамошната еволуција, знаете, во политиката секогаш едниот има повеќе суета од другиот, како ќе биде, навистина ќе дознаеме. Како и да е, за мене е сепак мощно импресивно што е одлучено да таа сепак може да се кандидира. Инаку да ве подсетам дека претходниот председател, бидејќи приказна за судење на председателот почна со Саркози. Може ли околу Саркози, се извинувам Нано Ружин, околу Саркози посебно можеме да говориме, ме интересира околу Бардела. Тој има добар рейтинг, прилично е популарен, без образование, припадник на ниската класа, со него се идентификува ниската класа, но сепак сега има проблем. Негова моментална девојка, за која вели дека е многу влюбен, принцезата Марија Каролин од Бурбон 2 Сицилии. Тоа му прави сериозен проблем во моментов. Добро, тоа е дел од жолтата штампа. Тој е пред се, би рекол, иако многу го критикуваат, бидејќи не е на ниво, например, Марин Ле Пен е адвокат, таа има завршено на Парис Асас 2 и работела како адвокат, иако не со голем успех, се фокусирала повеќе на политичките проблеми. Меѓутоа, знаете, гласачите на Бардела и на Ле Пен и на национални особи, како што ви се вика нивната политичка партија, сепак многу профитира од социјалната, економската состојба во Франција. Дури и средната класа на Франција доста е привлечена од Марин Ле Пен, бидејќи некој можеби сака да се покаже повеќе здаби кон Европската Унија за разни апсурдни прашања, апсурдни директиви и правила кои што Европската Унија им ги наметнува на француските граѓани пред се населаните. Например, прочитав дека Франција пред 20 години имала 10 милиони земјоделци, денес има 400.000. Тие се нервираат на административните мерки. Например, за секоја мала промена тие треба да се занимаваат со администрација, да пишуваат, не знам, дека краставиците кои што ги ги продаваат на пазарот мора да бидат со одредена тежина, со одредена големина, дека млекото, најдобрите сирења што се прават од свежо млеко не смеат да се прават бидејќи ради разни хигиенски, па тука имате еколошки проблеми, дека оградата меѓу парцелите мора да биде 1 метар и 25 сантиметри, што ги нервира, дека тоа е, мислам, сите тие апсурдни прашања ги нервира французите и исто така не е тајна дека голем дел од гласачите на Марин Ле Пен се оние кои што исто така се побунија против, да кажам, условната блискост на Марин Ле Пен со Русија и дека критиките кон Зеленски, кои што стивна во последно време ради разни форми на корупција и така натаму, сепак голем дел од овие гласачи кои што ја поддржуваат Марин Ле Пен се сепак да се смири војната во Украина, тоа дека
председателот Макрон оди повеќе на помош и така натаму, собираат потписи. Целиот тој галематијас, и вклучувајќи ја сепак економската и социјалната криза и големиот долг, влие да екстремната десница добива на тежина. Но како ќе се случи идната политичка еволуција на Франција, што ќе се случи на тој план, ќе се знае на бргу. Прво, француските избори се во првиот круг во април, вториот круг во мај 2027 година. До тога ќе видиме каков ќе биде и распоредот на останатите кандидати. Нано Ружин, околу политиката на проширување на Марин Ле Пен. Против проширување, што може да создаде особено голем проблем на вистина ако победи на председателските избори следната година, конечно многу поголем проблем од оној што го имаме сега со Макрон, а имаме сериозни проблеми низ целиот овој период од Франција. Прво, треба да сме свесни дека политиката на проширување на Макрон и воопшто на Европската Унија се геополитизира. Значи, геополитиката е главниот принцип на ориентација на вредноста на проширување и затоа беше една од алатките која овозможи да им се даде статус на кандидати на Украина и на Молдавија, кои што ги отпочнаа преговорите. Од друга страна, државите како оние од Западен Балкан, кои што немаат толку големо значење во геополитиката, меѓутоа се сепак значени, цело време треба да ги исполнуваат условите на Европската Унија од Копенхаген, кои што знаеме дека се доста тешки и дека изискуваат огромни реформи од сите страни. Мислам дека со самиот чин, доколку дојде националниот собир, значи на Франција, значи партијата на Ле Пен на власт, може да се смали таа геополитичка вредност на проширувањето и да се едноставно некои работи да се одолжат, некои работи да се закочат, блокираат. Но сепак, тоа е политика. Да не заборавиме дека во колку случаи едно се ветувало за време на кампањите, а кога ќе се дојде на власт, кога ќе се осети таа власт, кога соработката со вашите колеги и така натаму влегува во едно ново ниво, тогаш може да продолжи тоа ниво на соработка според старите узанки. Тоа значи дека сепак може да дојде до проширување. Добро. Околу доаѓањето можеме да го вметнеме овој проблем. Околу доаѓањето, утрешното доаѓање на Марта Кос, комесарката за проширување, никој не очекува ништо ново практично на Ружин, заради тоа што Европската комисија не дава гаранции за можност односно црвено светло за нови вета од страна на Бугарија кои се однесуваат на македонскиот идентитет. И во овој контекст Франција не би помогнала, напротив, таа секогаш била подобар партнер со Бугарија отколку со Македонија. Не, во случајот не се работи за подобар партнер со Бугарија, се работи за сојузнички однос. За сојузнички однос. Тие се внатре, ние сме надвор. И тоа е принципот на функционирање и на алијансата, бар тоа има шанси да го осетиме ние на наш крб во Брисел. Да. Слично е и во Европската Унија. Нормално дека секогаш ќе се покрие сојузникот. Например, ако потсетам дека во Букурешт, иако Грција не блокираше, официјално НАТО не блокираше, а не Грција. Да. Во случајот, ние преговараме со со Европската Унија, иако предлогот дојде од Франција под притисок на Бугарија. Но мислам дека постои сепак одредено ниво на однесување меѓу шефовите на државите и владите и дека некогаш не може да ме наметнувате постојано некои правила
нови правила, нови пречки и така натаму. Доколку ние ја преминеме оваа пречка со бугарите во Уставот, убеден сум дека нема да има нови некои проблеми, особено она што се однесува на нашиот идентитет. Практично нашиот идентитет е потврден и јазикот и ние како народ. Единствено го променивме името, меѓутоа претходно имавме исто така име кое што е Формер Републик Југослав, кое што исто така беше многу пофрустрирачки. Така што некогаш, знаете, во преговорите мора да се навикнеме, да имаме и компромиси. Никогаш во преговорите нема еден победник, еден поразен. Секогаш има, секој помалку е поразен и помалку е победен. Да, Грците, конечно, например, да не заборавиме дека Грција бараше воопшто да го нема името Македонија, па на крај дојде до некакво соломонско решение, компромис, кој беше додавка северна. Мислам дека Марта Кос ќе дојде уште еднаш да ја убедува владата на Република Македонија дека е пожелно да се влезе, да се направи некое премостување, да се направи одредена жртва, да се најде одредено решение. Но да ви кажам, тука рамките се многу јасно утврдени. Значи не можете да барате, например, еве ќе го завршиме тоа, ама кога на крај кога ќе станеме членка, тоа не постои во Европската унија. По дипломатијата не постои. Вие требате моментално да решите што ќе правите, да ја исто така да жртвувате нешто, бидејќи ја разбирам власта и Мицковски дека на тој начин ќе отстапи од тоа што цврсто го ветувал пред граѓаните, но имаше и други ветувања кои што исто така не ги исполни, например се колне дека ќе променат се околу тоа, околу името, не знам, и на крај излезе дека тоа ништо не е направено, бидејќи политичката реалност е сосема друга. Значи, треба една зрелост, треба подготвување на јавното мислење и да се бара излезно решение од оваа ситуација. Излезно во смисла на компромис. Не можете секојаш да бидете, особено против Европската Унија, да го прифати тоа што 100% тоа што вие го барате. Значи, може би постои некое друго компромисно решение, но ние не сме сега, јас не сум таму, нити ги знам вистинските, би рекол, long term цели или пак другите краткорочните, но убеден сум дека овој пат заслужуваме да ги отпочнеме преговорите, бидејќи таков е и геополитичкиот контекст, и таков е и Западен Балкан, кој што е сепак во иднина дел од Европската Унија. На крај сме, јас благодарам Нано Ружин за ова интервју. Благодарам и на вас. Благодарам. Гледавте Аргумент, благодарам на вниманието. Пријатно!